Во наредниот период можни се измени во начинот на пресметката на струја, која и сега се применува при потрошувачката и наплатата, изјави председателот на Регулаторната комисија за енергетика Ацо Ристов. Мој личен став е дека треба се да се отвори и ова прашање ќе разгледаме, ќе видиме во периодот дали да нема или ќе има или ќе се другојаче димизионират. Ќе направиме анализа од досегашното искуство, бидејќи ова веќе неколку години е важечко, и ќе видиме со искуствата од регионот како може, дали може нешто да се направи подобро се за интерес на крајниот потрошувач. Во секој случај ќе направиме анализа уште еднаш. Значи можно е да направиме некој нов начин кој што ќе биде ајде да кажем поправичен. Во делот на производството на струја од обновливи извори во Македонија, конечно ова производство е доминантно, но проблем е учеството на производителите на европскиот пазар. И очекуваме дека ова година би требало до крај на година формално и ние да си ја завршиме домашната задача, поврзана и со сертификација и со одвојување на обновливите извори од изворите кои што се произведени од фосилни горива, за да може конечно оние сите инвеститори домашни и странски во државата да следната година станат учесници на европскиот обединет пазар, како би се надминале овие проблеми кои што сега реално ги имаат производителите, бидејќи не можат да ја пласират енергијата во Европа. Ристов ги спомена и локалните јавни предпријатија и големите загубари со вода кои достигнуваат до 63%. Имаме алармантни бројки во делот на загубите на електрична и на вода, кои што изнесуваат 63% на национално ниво, и регулаторот во секоја прилика укажува на овој податок до сите институции инволвирани, посебно јавните предпријатија, да сериозно се зафатат за овој ресурс, бидејќи водата ќе стане ресурс кој што ќе биде доминантен во периодот кој што е пред нас.